Ателјето на турските уметности, чиј домаќин беше сопругата на амбасадорот на Република Турција во земјава, Шејма Нур Улусој, најна маса ги собра и инспирираше практично да творат сопругите на актуелни и поранешни функционери, амбасадорки и други членки на дипломатскиот кор, но и жени од турската заедница во Македонија. Улусој за македонската телевизија рече дека во рамките на овој настан гостите имаат можност да искусат како физичката работа и трпението се претвораат во уметност. Денеска со многу ценети гости во резиденцијата на амбасадата организираме еден воркшоп, една работилница во која ја имаме можноста да ги презентираме еминентните турски уметности, изработка на релјеф, изработка на ебру и калиграфија, како што знаете ебру потекнува од отоманскиот период и представува танц на боите на вода, додека изработка на релјеф е една од најмакотрпните уметности која бара исклучителна вештина и станува збор за тродимензионална изработка на хартиени паноа, додека калиграфијата, како што знаете, представува убав, префинет начин на изработка на букви и зборови. Техниката на цртање во вода се нарекува ебру, уметност што се користела во минатото за украсување на кориците на книгите. Оваа уметност, која дошла по патот на свилата, повеќе од 450 години обстојува на балканските простори. За ракотворби што се изработуваат со оваа техника, потребен е правоаголен сат од нерегјусувачки челик, специфични четки, а се работи со земјени бои и материјал за концентрација на тие бои во водата. Ebru'nun malzemeleri teknemiz var 35-50'ye var. Имаме сад со димензии 35 на 50 см, средство кое се нарекува китре, односно вода. Имаме четки, имаме бои кои се целосно природни земјени бои. Имаме говедска жолчка која е најважен материјал во техниката ебру, алатки бизлери, тоа се материјалите на ебру. Прво започнуваме со техниките, откако ќе се научат техниките преминуваме на цртање на различни видови на цветови, како што се лале, карамфил, камилица, зумбул. Но освен техниката ебру, учесниците на ателјето имаа можност да изработат релјеф во хартија и да се запознаат со калиграфијата како визуелна уметност што се користи за креативно пишување. Kaligrafijata je spojot na bukvite i na umetnoста. Bukvite so malce poinakov со додавање на уметноста, со нивно разиграње на буквите се доаѓа до калиграфија. Калиграфијата се користело уште претходно и во историјата. Се користело како кралевите на еден на друг кога си праќале писма, праќале помеѓу тоа и напишано е со калиграфија. Калиграфијата во денешното време се користи за декорација на просторите, за декорација на исто така на имиња, за пример на некои пријатели ако сакаме да дадеме некој подарок, нивното име го пишуваме со калиграфија и тоа представува еден дел како човекот на кој се дава калиграфијата се чувствува многу по-добро, по-позитивно со тој подарок. Ателјето на турски уметности беше организирано под покровителство на амбасадата на Република Турција во Македонија и со поддршка на Институтот Јунус Емре и Комек Центарот за стручно образование во Скопје.